Валентино Лауцовски, Лажгото, Лузерот и Педерот. Книга што ќе ја прочитате за помалку од 2 часа, а ќе ви користи цел живот. Постојат добри луѓе. Тие имаат свест и прават убави работи. Но има и лоши луѓе. Тие немаат свест и затоа ги уништуваат убавите работи. Оваа книга е резултат на искуството што го стекнав играјќи лоши игри со уште полоши луѓе. А играв со нив само затоа што не знаев дека се лоши. Така играјќи научив дека колку и да ја бакнувате жабата, таа никогаш нема да се претвори во принц. Научете се да ги разликувате жабите од принцовите. Тоа ќе ви заштеди многу време, нерви и еден куп непотребни бакнежи. Вистинската и лажната љубов. Вистинската љубов секогаш доаѓа од душата. Лагата доаѓа од идеите на умот за љубовта. Умот е инструмент на животот и тој не е направен да љуби. Тој во буквална смисла на зборот е процесор, што човекот го користи за да оперира во материјалниот свет и да обстанува. За разлика од умот, душата љуби. Наклонетоста, афинитетот, прифаќањето и давањето слобода на оној што го љубиме се единствената содржина на љубовните чувства. Ова умот ниту знае да го прави, ниту пак е направен за тоа. Она што умот најдобро го прави е да се приврзе кон нешто и тоа нешто да го прогласи за своја омилена играчка. Умот не прави разлика помеѓу своите играчки и затоа тој се приврзува како за предмети, така и за луѓе. А приврзувањето ниту било, ниту ќе биде љубов. Тоа е само идеја на умот дека нештото за кое што се приврзал му носи некакви интересни сензации, ништо повеќе. Од своја страна, умот го лаже човекот на начин што приврзувањето му го прикажува како љубов. Умот ова го прави за да може непречено да си игра и да ги искусува сензациите што ги посакува. И не дај Боже некој да помисли да му ја земе играчката за која што се приврзал. Веднаш ќе ги викне на помош сите зла на светот за да му ја вратат. Примери за ова се гневот и омразата, кои што човекот е во состојба да ги развие за некого што до вчера го сакал. Гневот и омразата се емоции што се создаваат од разочарувањето. Човекот секогаш се разочарува во некого кога тој нема да ги оправда неговите очекувања. А разочарувањето што трае подолго време, задолжително прераснува во омраза. За разлика од очекувањата и приврзувањата на умот, вистинската љубов, што доаѓа од длабините на душата, не знае да очекува и затоа не се разочарува, ниту пак мрази. Таа просто љуби и тоа нема никаква врска со умот. За разлика од неа, умот и тоа како знае да го мрази оној што го спречува да си ја постигне посакуваната цел. Омразата и гневот се знак на отсуство на љубов и како такви треба да бидат препознаени од страна на луѓето. Кога некој има гнев кон нас, кога некој ни поставува рамки за тоа какви треба да бидеме, тој нема љубов за нас. Тоа е само неговото его, кое што сака од нас да направи послушни марионетки со кои што ќе управува како што си сака. Вистинската мудрост, меѓу другото, ја вклучува способноста на човекот да ја препознае љубовта во себе и да ја разликува од измислиците на својот ум. Во сите сегменти од животот, човекот што ја следи љубовта внатре во себе не може да сгреши. Само преку препознавањето на љубовта, човекот може да го открие вистинскиот партнер и да се движи со него низ животот со помош на умот. Велам, со помош на умот. Важно е да се разбере дека умот е идеалниот слуга кој му служи на човекот за ориентација и оперирање во материјалниот универзум, но истовремено и неговиот најлош господар. Умот оставен без контрола може да му причини многу штети на оној што му дал премногу слобода. Еготріповите нема, тоа идеме дале. А има љубовната среќа. Љубовната среќа. Едно од моите омилени прашања што им ги поставувам на жените што се сами ми е за тоа како го замислуваат својот партнер. Изненадувачки голем број од нив ми одговориле дека воопшто не го замислуваат. Мал број ми рекле дека сакаат да не биде лош, а најмалку од нив конкретно ми одговориле
Сакам да биде ваков и ваков. Ова покажува дека луѓето во принцип и не знаат каков партнер да си бараат во животот. Практиката редовно покажува дека ние секогаш до нас го имаме нашето огледало. Но овој принцип работи додека партнерите имаат исто ниво на развој. Луѓето во принцип се менуваат од секунда во секунда, интелектуално и емотивно се развиваат или отапуваат со различна брзина. И се додека партнерите се горе-долу на исто ниво на развој, тие идеално си одговараат. Но ова ниво многу ретко останува исто. Обично едниот партнер побргу се развива од другиот и тука нема ништо чудно. Волјата за напредување кај луѓето зависи од нивната лична енергија и во крајна линија од нивната лична карма. Но не е само развојот во прашање. Некогаш и двајцата партнери одат по надолна линија со тоа што едниот побргу тоне од другиот. Кога нивото на развој на партнерите ќе се измести, тогаш едниот партнер започнува да се чувствува неубаво во врската. Неубавото чувство е право пропорционално со разликата во личното ниво на развој на партнерите. Најчесто, партнерот што го подигнал своето ниво над нивото на другиот чувствува здодевност и е незаинтересиран за заеднички креации со својот партнер. Другиот, позаостанатиот партнер пак, поради тоа се чувствува фрустрирано и се чуди зошто другиот не сака да го дружи како порано. Во најголем дел од случаите, ова чудење не престанува се до прекинување на врската, а честопати продолжува и потоа. Во суштина, одбивноста што се јавува кај некој од партнерите е најидеалниот показател дека е време врската да заврши. Останувањето во врска со партнер кон кој што постои одбивност е штетно и за двете страни затоа што предизвикува стрес, создава негативни чувства и привлекува севозможни несреќи и болести кај двајцата партнери. Скриеното непријателство. Луѓето не се глупави. Тие, свесно или помалку свесно, можат да се прават глупави, но во реалноста луѓето секогаш знаат кога некој ги мами. Ова особено важи за љубовните односи. Ниту една нечесност што едниот партнер ќе ја направи, нема да остане без пропорционална одмазда од страна на другиот партнер. Одмаздата на партнерот на кој што му е сторена неправда може да биде отворена или прикриена со случајноста. Например, мажот вечерта не добил секс од сопругата затоа што неа ја болела главата. Дента тој сосема случајно ќе заглави во кафеана, напивајќи се со пријателите. Другиот ден, лутата жена оди да ја посети мајка и се враќа доцна, додека мажот во меѓувреме повторно си легнал без секс, смислувајќи нова одмазда следниот ден. Познатата шема по безброј вакви мали одмазди се претвора во брак без секс. Бракот без секс е табу институција, за која што никој не сака јавно да зборува. Луѓето уловени во вакви бракови не ја кажуваат својата мака, затоа што се срамат другите да не разберат за нивните маки. Да биде иронијата уште поголема, и тие другите не се ништо подобри од нив, само што и тие исто така си молчат, за да не ги разберат овие првиве. И така, сите молчат и глумат среќа, додека ноќе си легнуваат осамени покрај живи и здрави партнери до себе. Јас ви гарантирам дека еден убав процент од браковите функционира на овој начин. И не само на овој начин. Луѓето одат дури и малку понапред, со тоа што се измислуваат причини да не спијат заедно во ист кревет. Изговорот за ова најчесто се бара во рчењето на едниот партнер или нешто уште потривијално. А вистината е дека подносливоста на двајцата партнери паднала толку ниско, што веќе не можат да поднесат да лежат еден покрај друг во ист кревет. Во целата приказна, најлошо е што во сиот тој круг на одмазди бракот се претворил во толку валкана игра, што и двајцата учесници се подеднакво виновни. Така честопати тие од љубовници на почетокот на врската се претвораат во крвни непријатели, кои што не одбираат средства како да го повредат противникот. Едно од омилените средства за повредување на партнерот е прељубата. Вистината што малку жени ја признаваат. Има една голема вистина што ќе ви ја кажат сите проститутки, а и сите жени што својот живот го поминале како љубовници на женети мажи. Овие вечно вторите, најубаво знаат дека жените сами си ги бркаат мажите од својот кревет во прегратките на љубовниците.
Во мојата книга Дамата, домаќинката и курвата обработив само еден аспект од овој проблем. Таму ја опишав неспособноста на жената во креветот да престане да биде домаќинка или господја и да ја преземе улогата на љубовница. Овде ќе споменам уште два начина како жените ги бркаат своите мажи од брачното легло. Првиот го практикуваат жените фиксирани во улогата на мајка, која што сопругот го става во втор план. Овие жени се одгледани во семејства во кои сексот бил табу тема. Така тие ја развиле идејата дека возрастните луѓе немаат потреба од секс и го негуваат ставот: ни мајка ми ни татко ми немаа секс, па што им фали? Вториот начин на кој што жената си го брка мажот е и наетот: нека цркне, не му давам. Вака глупавите жени ги казнуваат непослушните мажи што не ги исполниле нивните очекувања. Познатото "не можам вечерва ме боли главата" е обид за дисциплинирање на непослушните мажи. За жал, наместо бараната послушност, на тој начин си добиваат колешка што ќе им заврши работа на нивниот маж. Ова е проследено со намалување на приходите на семејството, затоа што овие колешки сепак некој треба да ги издржува. За тој лик, идеална фигура е сексуално испрустрираниот маж кој што е во состојба да троши многу повеќе пари на една љубовница отколку на целото семејство. Интересен податок е дека повеќе од 50% од клиентите на проститутките воопшто не бараат физички сексуални услуги, туку бараат само разбирање и некој што ќе ги слушне што имаат да кажат. Сексот е комуникација. Разговорот е комуникација. Љубовта е размена на комуникација со некого што го посакувате во својот универзум. Човекот има исконска потреба да комуницира затоа што така е направен. Затоа, кога мажот нема комуникација дома, тој ќе тргне да ја бара надвор. А тоа секогаш чини пари. Честопати многу пари. Групниот секс. Една од најскокотливите идеи на човечкиот ум е идејата за групниот секс. Се чини дека само човекот од сите живи суштества на земјата е склон да практикува една ваква сексуална форма. Секако дека оваа идеја е родена од ненаситноста на човечкиот ум за се во светот, вклучувајќи го и бројот на учесници во сексуалната игра. Има еден мит во врска со групниот секс, а тој гласи дека луѓето можат истовремено да се сакаат и да практикуваат групен секс или да живеат во отворена врска. За среќа, малкумина веруваат во оваа приказна. А оние што веруваат во неа, ја практикуваат додека не дојде ѓаволот по своето. А тој не пропушта да дојде и кога тогаш да ја испорача сметката во форма на љубомора, кавги, растурени врски, бракови, семејства и несоодветно потомство. А вистината всушност е дека човекот нема ни телесен, ни емотивен, ни умствен капацитет за да одржува едновремена емотивна врска со повеќе партнери. Оној што тврди дека може интимно да љуби повеќе личности во исто време, или е лажго, или е шизофреничар. Групниот секс и така наречени отворени врски се резултат на алчноста на умот, кој што во својата желба за докажување се обидува да направи нешто што не соодветствува ниту со емотивните, ниту со телесните, ниту пак со умствените можности на човекот. Не, човекот не треба се да проба. Една од легендите што умот му ги сервира на човекот во форма на вистина е дека треба се да се проба во животот. Тоа ги охрабрува луѓето да пробаат различни пороци, вклучително и разни сексуални перверзии. Пробувањето се и се што е опасно, токму поради споменатата особина на умот да се приврзува за секакви сензации и емоции. Затоа, најголемата опасност што секојдневно многодемне човекот лежи токму во желбата на неговиот ум да искусува се што ќе му се види интересно. А кога умот нешто ќе проба и истото ќе му се допадне, тој ќе посака што е можно повеќе и почесто да го искусува тоа што му се допаднало. Впрочем, така се создаваат сите пороци на светот. Умот оставен без контрола, безкритично пробува се и се што и се приврзува за идеи што понатаму кај човекот создаваат забуни. Збунетиот човек пак решенијата во својот живот не ги засновува на здраворазумност, туку на незнаење и на случајност. Затоа,
денешното решение што човек ќе го донесе во состојба на збунетост, веќе утре ќе стане нов, уште поголем проблем за него. Еден пример за ова се девојките кои што станале лесбејки по преживување на некое големо разочарување во своето момче. Ако овие млади девојчиња на работа или во друштво имаат некоја препредена лесбејка, таа едва и ќе дочека на разочараната девојка во даден момент да ја продаде идејата за топлината на лесбејската љубов. Младото девојче, кое во момент на разочараност добило подкрепа од постарата и итра лесбејка, лесно ќе ја прифати идејата дека сексот со жена е многу поубав од сексот со маж. Истото ова може да се каже и за младите машки, само тука играта е малку поинаква и се одвива од прилика вака. Има момчиња што при првиот обид за сексуален контакт со жена доживуваат страв, понижување или разочарување. За дел од овие млади луѓе, ова доживување е толку стресно, што повеќе нема да им падне на ум да пробаат секс со жена, или ако тоа го прават, ќе го прават ретко и главно лошо. Затоа тие се повлекуваат во себе и започнуваат да создаваат неиспразнет сексуален набој. Така, како алтернатива за лошиот секс со жените, нивниот ум може да ги убеди да ја испробаат пасивната улога во сексот со маж. Останатото веќе е историја. Викенд бракот. Феноменот кога брачните партнери живеат во различни градови и се гледаат само преку викенди меѓу народот е познат како викенд брак. Ова е многу точен термин, затоа што во суштина тој брак постои само за време на викендите кога семејството е заедно. Надвор од викендите и празниците, од понеделник до петок, има едно класично, големо ништо. Партнерите што живеат во ваков брак ниту се сакаат, ниту пак чувствуваат заемна потреба еден за друг. Нив оддалеченоста им годи, а истовремено имаат формална заедница за пред децата и народот. Оваа представа обично се игра вака. Мажот наоѓа работа во друг град или службено го преместуваат да работи надвор од неговиот град, па затоа тој мора да живее таму преку неделата, додека за време на викендите е дома. Нели тука се сите приказни дека нему семејството многу му недостига и дека тој ќе се врати во својот град веднаш штом ќе има шанса за тоа. Нормално, ниту една шанса не доаѓа сама од себе. Човекот треба сам да посегне по решението на своите проблеми. А впрочем, ако на тој човек му било до семејството, тој воопшто не би го напуштал градот, туку би си нашол работа во својот град. Јас пак се прашувам, која дома е вистинската дома? Во ситуација кога семејството е цело само 2 дена во неделата и тоа под услов да не биде прескокнат ниту еден викенд. Во суштина, околу овој феномен нема што многу да се објаснува. Доволно е само да ја споменеме оваа форма на брачен живот, колку за одбележување на способноста на човечкиот ум да измислува смешни решенија за реални проблеми. Доминантната жена. Неодговорниот тип ништо не може да го преправи во одговорен. Навиките од детството се толку многу силни што просто не вреди да се вложува напор во корекцијата на овие луѓе. Тие евентуално може да се променат само под притисокот на тешките животни услови, но и тоа е големо прашање. Жената што си ја дозволила грешката да стапи во врска со неодговорен човек има две можности. Ако е умна, ја поправа грешката на единствениот можен начин, со тоа што го шутнува неодговорниот маж подалеку од неа. Ако е глупава, прави уште поголема грешка со тоа што решава да ја одржува врската со ваквиот маж. Таа се обидува да го одржи семејството и евентуално да го поправи незиниот маж никаквец. За таа цел, таа треба да стане и маж и жена во куќата, тоест да доминира во бракот со неупотребливиот маж. Ова подразбира покрај своите женски обврски, таа на својот грб да си ги натовори и машките работи во домот. Најголем број од жените под поимот емансипација го подразбираат точно ова. Оваа скапа авантура, жената треба да биде подготвена да ја плати со загуби на многу полиња и тоа. Прво што ќе загуби незината женственост. Таа за како така да може да го одржи семејството ќе мора да стане маж во куќата на местото на неупотребливиот маж покрај неа. Второ, доколку има машки деца, ризикува тие да се пропедерчат.
За ова можете поопширно да прочитате во главата за хомосексуалноста во истава книга. Трето, доколку има женски деца, тие, угледувајќи се на неа, ќе се омажат за исти кретени како нивниот татко, затоа што светот за нив е тој што тие го виделе. Мажите се кретени. Четврто, ваквиот маж на жената ќе се згади до таа мера, што таа не само што нема да сака да има сексуални односи со него, туку нема да сака и во ист кревет да легне со него. Затоа, таа ќе се погрижи добро и ментално да го кастрира и ќе се убеди себе си дека бракот без секс е најдоброто решение за неа. За менталната кастрација ќе можете поопширно да прочитате во поглавието посветено на овој феномен. Петто, таа може да се обиде, ако се обиде, да ја реши сексуалната нереализираност со помош на љубовник надвор од бракот. Нормално, ова ниту било, ниту ќе биде решение за нечија љубовна среќа, само од простата причина што човекот не е создаден за полигамија. На крајот, по сите залудни обиди да си обезбеди достоинствен живот, оваа жена ќе заврши нереализирана ниту како жена, ниту како мајка, ниту како љубовница, ниту како домаќинка. Колку и оваа жена да лаже, колку и да позира пред пријателките и роднините, таа длабоко во себе ќе знае дека нејзиниот живот е една обична мизерија. Од ова ниво до нејзината елегантна смрт ќе делат само уште неколку психосоматски болести и едно поблаго или поостро изразено лудило. Па нели диазепамот? За тоа е измислен. Лажната женска еманципација. По дефиниција, женската еманципација значи рамноправност на жените со мажите во светот. Ова подразбира рамноправно учество на жените во донесувањето заеднички одлуки како во семејството, така и во општеството. Кај нас, женската еманципација обично е поврзана со исцрпувачко работење дома и на работа и за поставување на жената во име на семејството или кариерата. Јас велам, не е еманципација кога жената е и жена и маж, и слугинка и перачка во куќата, и работничка, и кога ги работи машките работи во домаќинството. Тоа е само обично мизерување. Многу жени во нашиве краишта живеат преоптоварен живот и си мислат дека се еманципирани, но не се. Не е еманципација да се убиваш од работа и да трчаш на сите страни. Ваквата еманципација честопати е поддржувана од страна на некои жени само заради нивното непознавање на зборот еманципација. Впрочем, овај не е толку чудно ако земеме предвид до кој степен некои мажи можат да бидат неупотребливи. Жените на ваквите мажи просто се принудени да се еманципираат на овој начин за да можат како така да си ги одгледуваат своите деца. Вистински, еманципираната жена може лесно да се препознае. Таа е жена што е посакувана и почитувана од својот маж, посветена на создавање и одржување на здраво семејство и живее живот достоен за една вистинска дама, која работи на себе изградување како на материјален, така и на духовен план. Тоа е еманципација.